Pozdrav svima ljudi, kurvar ovde. Zdravo. Zdravo. Laki, Marija, Kristijan, Kiki. Znači Kiki ni je gostin deneska во емисијата на работи што можеш да ги кажеш на таксисти аптекар во исто време или на таксисти во аптека во исто време. Така да, имаме доста работи кои ќе може да се кажат во аптека и на таксисти во исто време и ќе реагираме ние на вашите муабети што можете да им ги направите и таму и таму. Цимерот е мал глас да викне. Така, дечки, заследете ме на Инстаграм Лаки Царекс, Секулски 6969 и Аризанова Ама. Така да почнеме. Иначе фала ви за скрајберите и прегледерите. На 27.2 излего песна бата. Значи на 27.2 на мојот ројнден излега нова песна. Таком да скинме, значи со спотки биде со се. Идемо јако бате. Ајде. Дај еден кондом да запичаме на бавичка. На таксистки можеш и да... Па тоа фин така можеш и на таксисти в аптека, макар што таксист не верувам ќе ти даде кондом, ама. Па да. Мошкинца најде. Ти што мислиш? Иначе анонимно ќе биде. Пишајте ми во коментар долу што можеме да правиме друго нели као пример да ме работи што може да ги кажеш таму и таму. Значи пишајте ми долу примери кои работи може да ги клам на стори и ќе ги снимме ние тука, окей. Се нервирам што врне додека влезам ломма направи. Има смисла. Да, реално. Поради тоа што као врни и во такси кога ќе влезеш и у аптека. Нашиот другар, како е глумец. Поздрав бата, ако гледаш ке знаеш кој си. Има зелено. Чекай, што зелено ќе ти даде, да. Може има некои лекаве зелени бе бата. Еј, давај зелено. Диазепам. Има диазелен-пам. Може с тоа ќе има. Да. Ми в таксито шо? Зелено ќе ти даде некој 100 еврич, пример, и може ти разсипне. Немам пари да ти платам за тоа што немам пари, па еве тетка ми ќе ти ја дадам како за исплата. What the fuck? Не. Ало? Добро, да, ние снимаме видео. Ние снимаме видео. Да, ела, слободно. Имаме гости, за мачето треба да дојдат се девојчето, што го донесе мачето и ќе ги изчисти ушињата од раните. Фала, basic да ти имам, секак можеш да кажеш фала, сигурно не му кажеш и имам речи, чао, некој. Да. Уште колку долго да чекам? Што ќе му речеш такси, колку долго да чекам или шо? Па пример, сега ти сакаш да те носа да ти ебам до некоја дестинација, пример лавме до Водно и он сега заради гужва или заради икс причини не возе брзо и ти као уште колку долго да чекам, кога ќе стигнеме? Глупо беше реално. Не беше глупо, он возван треба да знае кога ќе стигнеме. Јас например по возвам, јас ќе знам. А ти не си во колата и не знаеш кога ќе стигнеме. Јас не возвам, јас да возвам ќе фатам пример по таа поваричка, ќе јас газам 150 одман ќе стигне. А он таксист он си знае кога и дали ќе стигне. Не трупај зелени, вате патот е тој да ти. Не е тој, имаш 10 пат, а он пример му зацртано само по тука. Уште колку долго ќе чекам, може да значи кој ти например ако го викне таксито и ако касне таксито, уште колку долго. До кога ќе чекам или шо? Не, уште колку долго ќе чекам. Не, уште колку долго да чекам. Има смисла бате, као да ме уште колку долго да чекам, као кога ќе стигнем. Јас сум бате за катастрофа. Как мисли за катастрофа? Го класифицирам во катастрофа. Здраво. Иначе снимаме работи што може да се кажат на таксисти во аптека во исто време. Сега бев во такси во аптека. И што може да му кажеме во исто време и таму и таму. Глава ме боли, ајде побрзо. Да, можеш. Да, ма као, што ќе... Во аптека ќе му речеш дај лекови, глава ме боли. Да, ма нема толку, значи као глава ме боли, ајде побрзо, глава ме боли, дајте ми лекови. Као дајте ми лекови, не можеш да му кажеш на таксиста. Дај побрзо, нема му речеш. Ама не, тука во едно пише на свеки за тоа, као глава ме боли, ајде побрзо, глава ме боли, дајте ми лекови. Глава ме боли, ајде побрзо за таксито, бе, речеш глава ме боли, побрзо да те заплескам овде како пилено комплетација. Извине, значи, таксистот бате. Во видео како ме вреге, вулгарен бате, добро. На таксистот. Колку ќе чини? Окей, basic да те. Го прочитам, колку ќе чини се и таму, окей. Колку ќе треба? Колку ќе кошта? А уште некој колку ќе? Окей, колку е саат, бе? Заедно се плечеш в аптека, питаш колку е саат. Окей, јас мислам дека доста е за ова видео, да. Гледаме така да. Чекай бе, треба да изедме гомновата видео, што минута време треба монетизација да има во видео, 8 минути е минимално за монетизација, моментално е 7. Така да, тоа немам сварно што повеќе да ви кажам, заследете на Инстаграм и од утре ќе почнеме со цимерот на рекреативни филмачки видеа да снимаме. Какви? Рекреативни. Ќе трчаме рекреација. Добро. Ќе видите зашто станува збор, нешто слично кој Sidemen. Така да Жика бате, што знам, изеди нешто гомно тука. Sidemen не копираат нас, не.
Да, изеде нешто гомна бател, пола минута не можам да изчекам, а да не изчекам, а да изчекам, а да нема реклама, а да има реклама, ама да има монетизација, ако се сватим. Така да, как ќе ви кажа, пишајте ми во коментар што да бие следно као работи што може да кажеш и там, или дали да правиме Q&A, дали да правиме реагирање на вашите тајни, као да го врнеме стариот контент што беше порано на Инстаграм актуелен, лани усвари летото 2020. Знаете, Марио Рангеловски снимше Ставре, Никикс и јас, GP шо знам што кој не снимал тоа контент, ма гледам веќе никој не го враќа и може да време и јас да го врнем, така да пишајте ми во коментара, ние ќе гледам на видео. Поздрав сите. Чао.